Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. И кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Гласот за појавата, Божествениот учител и за неговата возвишена наука брзо се расширил низ пределите палестински, па затоа огромен број на луѓе доаѓале од сите краишта со своји очи да го видат Богочовекот, со своји уши да ги слушнат неговите совети, зборови и со своји очи да ги видат чудата кои он ги правил. Меѓу огромните маси од луѓе кои го следеле честопати биле и книжниците и фарисеите, чија единствена цел била да ги омаловажуваат неговите зборови. Во една таква прилика, за да ги избегне фарисејските лицемерни сплеткарења, Господ Исус Христос заминал во краевите Тирски и Сидонски. Во големите феникиски градови кои во тоа време цветале во својот незнабожечки раскош и сјај. И ете, пред Христа застанала една жена, хананејка, која гласно извикала: "Помилуј ме, Господи, Сине Давидов, ќерка ми жестоко се мачи од бес." Откако Спасителот ништо не одговорил, неговите ученици го молеле да ја отпушти, зашто таа почнала да вика по нив. Меѓутоа он рекол: "Јас сум пратен само при загубените овци на домот Израилев." Но таа уште посилно викала: "Господи, Господи, помогни ми." Можеби неочекувано, Христос и рекол: "Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата." А таа премудро на ова одговорила: "Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари." Спасителот восхитен од овој одговор и рекол на хананејката: "О, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по желбата твоја." И тогаш нејзината ќерка оздравела. Ѓаволот кој ја мачел ќерката на хананејката и денес ги мачи луѓето во светот. Наместо мир се е раздор и војни, а наместо љубов злоба, пакост и омраза. Тоа ѓаволско семе денес никнува на сите страни, било на која страна да се завртиме. Насекаде ќе здогледаме појави кои длабоко не загрижуваат. Нам Спасителот ни рекол: "Каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум јас посреде нив." Но меѓу двајца или тројца денес е тешко да се снајдеме, бидејќи ниту еден од нив денес не мисли на Спасителот. Не ги слуша неговите божествени зборови, туку секој бара трн во окото на својот брат и размислува како да го понизи. Во нашите домови денес се помалку свети светлината на Христовата наука. Денес разговараме за сите животни прашања. Само за Христа не се зборува. Денес, наместо со православните икони, нашите домови се украсени со безбожни слики. Во името на уметноста, денес е тешко да се најдат двајца соседи кои живеат во слога и хармонија. Секојдневните вести изобилуваат со извештаи за меѓусебни убиства. А што да кажеме за мирот и љубовта, кои денес владеат во светот? И денес народите во Европа и светот, гордеејќи се со името христијани, ја задржале истата слика на своите меѓусебни односи, како во времето на Христовото доаѓање на земјата. Зарем јудејците кои се гордееле со името на избран народ, не ги сметале сите останати народи за нечисти, споредувајќи ги со кучиња и скотови? Зарем старите грци, гордејќи се со својата наука, не ги нарекувале сите останати народи варвари? Зарем римјаните, гордејќи се со својата војна сила, не ги сметале сите останати народи са робови? Па зарем историјата на народите не се повторува и денес пред нашите очи, иако Христос, Господ, меѓу нас е цели 20 векови?
како што некогаш феникиските трговци подигнувале кули и градови високо до небото и ги полнеле со материјални богатства. Истото денес го прават сите современи народи, мислејќи само на земното богатство. Луѓето заборавија на својата душа, на своето срце. Меѓутоа, гласот на Спасителот и денес допира до нашите уши. Каква полза е за човека, ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости. Заради својот морален пад, денес живееме во време на тешка криза која се зацарила веќе со години на сите континенти, меѓу сите народи, преку сите државни граници. Меѓутоа, преку таа криза и на најголемите егоисти во овој свет им постана јасно дека сопствената среќа, богатството и благосостојбата не можат да се градат на рушевините и несреќите на својот сосед. Затоа Господ Христос денес ни го посочи случајот со жената Хананејка, и таа имала право на својата собствена среќа и на убавините од овој живот. Јудејците не смееле да се радуваат на незината несреќа, зашто за секоја Божја творба има место под сонцето од овој свет. Денешната криза има една друга форма, за која, за жал, денес многу малку се зборува или пак воопшто не се зборува. Таа форма е морално-духовната, која може би е и најглавната причина за денешните несреќи. Настанот со жената Хананејка не принудува да направиме една паралела меѓу тогашниот и денешниот свет и неговиот поредок. Иако феникиската земја била пребогата за тогашните прилики, сепак таа била осудена на пропаст заради морално-духовниот пат и заради непознавањето на вистинскиот Бог. И денес многу светски веле сили, иако уживаат во своите земни наслади, сепак се уништуваат во собствената ерозија, само и единствено заради кризата во моралните принципи и нарушувањето на Божите заповеди. Денес слободно можеме да потврдиме дека морално-духовниот пат е причина и за економската криза, но и за недостатокот на мир во секоја земја. Богатството и воената моќ никогаш не биле и нема да бидат гаранција за нашата благосостојба. Напротив, внатрешниот душевен мир и живеењето според Божјата волја и неговите заповеди се гаранција за нашиот напредок, како телесен, така и духовен. Се уште има луѓе со кои владеат ситни мисли, освети и омрази, а не Христовиот племенит дух на измирување и простување. Таквите луѓе не сакаат да разберат дека Христос дошол на земјата да створи еден нов човек, очистен од гревот, човек кој ќе ги прегрни неговите свети, откриени вистини и кој на урнатините на извитоперената цивилизација, каква што била незнабожечката, ќе створи вистинска христијанска цивилизација, каде што човечноста и љубовта ќе ги заменат грубоста и насилството, каде што законот на милосердноста ќе го замени законот на џунглата, каде што силата на духот ќе ја слави својата победа над грубата и безживотна материја. Според тоа, слободно можеме да заклучиме дека сите несреќи кои се случуваат врз денешното човештво дошле како неминовна последица, зашто тоа се оддалечило од Христа и од христијанските идеали. Современиот човек брза по светските суети, бега од скромниот живот и во празните и лажни авантури бара да ја заборави душевната горчина, која му ја создава совеста за безбожните дела. Но лекот не е во заборавањето, туку лекот е во препородот на душата и приближувањето кон Христа. Неговото божествено учење е единствената котва на спасението, зашто тоа представува
кулминација на морално совршенство и возвишеност. Нека Господ нашиот Спасител и Бог ја засили нашата вера, нека ја просветли нашата душа, нека се всели во нашите срца и нека ги осветли нашите животни патеки, за да можеме да одиме по неговите стапки. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.